Здраво на сите, ви посакувам срдечно добре дојде на подкастот кој е дел од кампањата Еднакви патеки за едничка цел, иницирана од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, а ќе ги разгледуваме прашањата за родовата еднаквост. Серијата подкаст имаат за цел пак да ја креваат свеста за проблемите со насилството во општеството и ќе ги третираат овие прашања од повеќе перспективи. Гостите кои што ќе следат во следните неколку подкасти ќе бидат од стручната и професионалната јавност, кои што имаат повеќегодишно искуство во соочувањето со последиците од насилството врз жени, а и со видни представници од општеството кои преку своето професионално делување можат да споделат мислење со јавноста. Така денес во првиот подкаст зборуваме за насилството врз жените. Како да го препознаеме, како да реагираме и како да помогнеме. Нашата крајна цел е да ја зголемиме свеста за насилство врз жените и како жртвите и сторителите на насилство да најдат побрзо решавање на предизвиците. Јас сум Билјана Максимовска, а денешни гости во првиот подкаст се директорката на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, господја Елена Димушевска. Здраво, Елена. Здраво. И доктор Злата Мехмедовиќ, директор на Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација. Здраво, Злата. Здраво. Дали сме подготвени да зборуваме за една многу важна тема. За почеток од овој подкаст сакам да потекнам оваа дискусија со една мисла од една американска активистка, Ив Енслер, која што вели дека се уште не сме го направиле насилството врз жените абнормално, невообичаено и неприфатливо. Се уште не сме почнале да го гледаме како патолошки проблем. Колку можеме да резонираме ние со оваа мисла и да ќе ве замолам, не знам, за да се воведеме во разговор, да ми дадете ваше мислење во однос на насилството врз жените. Злата или Елена? Елена. Еве, јас ќе почнам. Ова изјава Ниф Енслер е можеби пред повеќе од 15, ако не и 20 години. На жал, она што може сега да го кажеме, дека состојбата апсолутно уште иста. Зошто? Заради тоа што кога се случува насилство, ние бараме одговорност на жртвата. Што она направила? Како она се однесувала? Дали нешто рекла? За да го предизвика сторителот да го изврши насилството. Не се вртиме кон сторителот да го осудиме неговото однесување, да го казниме за тоа што го направил, туку бараме оправдување. Бараме оправдување зошто он го направил тоа. Мора да имало нешто, мора да имало причина зошто он го направил тоа. Дека таа го предизвикала. Апсолутно, и затоа викам ја префрламе вината на жртвата. И се додека како општество го правиме тоа, како заедница го правиме тоа, апсолутно ние не можеме да ставиме крај на насилството. Од каде доаѓа тоа? Од каде доаѓа? Дали се тоа некои стереотипи, некои предрасуди што ги имаме како општество, или од каде доаѓа тоа по автоматизам ние да ја осудиме, да бараме објаснување за тоа дека можеби жртвата направила нешто? Па веројатно од внатрешниот бес. Мислам дека во секој од нас постои одреден бес кога не сме во кожата на оној кој што го доживува семејното насилство. И ние често пати можеме да си кажеме, знаете, па гледаме што ја прави, што не го остави, или што не си оди од него. И гледаме дека не се случува тоа. И сега нашето рационално кај нас создава еден внатрешен бес, еден внатрешен немир, затоа што некои не го гледат очигледното. Меѓутоа, перспективата е таа која што ги менува работите во целост. Знаете, лесно е да им кажете на некои жени оставете го ова и одете си. Меѓутоа треба да им кажете каде треба да одат. Значи не е само напуштете го. Вие напуштате човек со кој што се живееле долго време, имате заеднички живот, имате заеднички трошоци, заедничко семејство, заеднички деца и сега треба сето тоа да го ресетирате и да си одите од негде. И никогаш не се ставаме ние во положбата на тоа дека треба тоа да го земеме во предвид и затоа ни е многу лесно да си го поставиме прашањето или да уште полошо да дојдеме до констатација да кажеме, знаете што, жената е крива за тоа што она не го направила тоа што треба очигледно да го направи. Веројатноста е дека треба да си поставуваме поинакви прашања. Као на пример зошто тој не ја злоставува, зашто тој не ја тепа. Да. Или уште подобро прашање, како јас да го спречам? Или како тоа да се
Превенира. И тогаш веќе ја префрламе одговорноста на себе, а не на нејзе. И тоа е еден од проблемите, психолошки проблеми кои што се карактеристични за едно динамично општество какво што денеска го живееме, да одговорноста апсолутно ја маргинализираме. Многу е полесно одговорноста да ја префрлиме на жртвата и да кажеме не, она си е крива, сама си го дозволила тоа, отколку одговорноста да ја превземе на нас и да кажеме зашто ништо не сме направиле за тоа. Кога тоа ќе го промениме, тогаш веројатноста дека оваа патологија која што, како што каже Елена, ја гледаме во изминатите 30 години како иста, значи нема разлика од девојчињата кои што пред 30 години биле уствари жртви на семејно насилство, до оние кои што денеска ги гледаме, можеби е само сценографијата малку поинаква. Знаеш, јас тука би дополнила и во контекст на ова што го кажа Злата. Многу брзаме да ја осудиме и да донесеме заклучок некаков, она сигурно сака да живее со него, она сигурно така и окей, затоа останува. Ова што го спомна Злата е еден многу важен момент, дека она треба да прекине цел еден живот. Знаете, разводот е трет по травматски настани во еден живот што на еден човек што може да му се случат после смртта. Така да разводот на брак не е толку едноставно како што може да го коментираме ние од страна. И другата многу важна работа која што сакам да дополнам е што ние не сме во незината позиција, особено финансиска. Јас од мојата комотна позиција или ти или Злата може да зборуваме за тоа што не отида. Каде ќе отиде ако она заработува 25.000 плата, нема имот на свое име. Или нема никаква работа. Еве, и нека има 25.000, 30.000 денари заработува, нели има некоја работа во било кое дуќанче, маркетче, што и да. Со 30.000 денари плата и со 2 деца, она треба да плати кирија. Многу, ама апсолутно е многу веројатно семејството да не ја прими назад заради срам или заради нивна финансиска неможност. Она со тие 30.000 денари треба да плати кирија, треба да плати сметки, да купи храна и сите други образовни, едукативни и секакви потреби на децата ги задоволи. Затоа што алиментацијата, односно издршката после разводот, евентуално ќе дојде можеби за 1 година откако ќе замине, додека се заврши целиот судски процес, и најверојатно ќе биде изречена во износ од 2.000 денари по дете, кое што е пресмешно. Али е минимумот. А ако земеме во предвид дека другиот родител, односно сторителот, исто плюс минус толку заработува, како неа, судијата нема ни да му досуди повеќе од 2 до 3.000 денари по дете. Значи, она на тие 30.000 неизини плата, мислам, мораме да зборуваме за парите, пошто мора да ги разбереме овие жени. Не е да отида, пошто не може она да спие во парк со децата. Финансиската и економската состојба во државата, сите ја знаеме каква е. И тоа е многу важен фактор за да воопшто се одлучуваат жени на вакви чекори, така? Затоа не е ни моја, ни твоја, ни никого не е ние да донесуваме заклучоци додека не знаеме точно во каква ситуација она како преживува, како живе и кои се незините можности, пошто ја може имам голем социјален круг, може она нема. Тоа сакав да прашам, например, ето твое искуство и веќе имаш повеќе информации на оваа тема, што жените кои што немаат никакви можности, да речеме една жена која што доаѓа од средина и нема финансиска стабилност, што може или како може да почне да реализира напуштање на домот со своите деца? Кои се тие механизми и што најчесто прават жените? Се снаоѓаат и преживуваат, тоа прават. Значи се доведени на најниско... Се снаоѓаат и преживуваат. Да. И тука е клучно, повторно ќе се повикам на што го кажа Злата. Тука е клучно да ние се свртиме кон самите себе и да речеме чекај, дали можам јас некако да ја помогнам. Независно, може би овој месец може да ја помогнам некако финансиски со некоја мала контрибуција, не викам да ја платам цела кир или било што. Може да ја помогнам со нешто друго, да ја ослободам од некој од товарите кои што она ги носи. И сега ние 10 луѓе ако го речеме тоа за една жена и решиме да го направиме, така успеваат со поддршка на пријателите, тие жени кои што имаат социјален круг, па братучетката ќе помогне, па вујкото ќе помогне, па другарката, другарот, колегата од работа и помагаат. Затоа што како држава ние немаме систем да речеме еве ние ќе плаќаме 6 месеци, 1 година, државата ќе помогне финансиски за да ја плати киријата.
или ние пробуваме како мрежа, раководиме со еден фонд, пробуваме тоа да го правиме, ама средствата со кои што располагаме се минимални за да можеме ние да покриеме дури и 1% од жените кои што имаат овој проблем. Го викаме интервентен женски фонд, таму прибираме средства преку донации и со помош на тие средства токму на овие жени кои што се во една економски незавидна позиција и им плаќаме кирија 3 месеци, 6 месеци, на некои 1 година, им плаќаме режиски трошоци, храна, хигиена, пакети, за да можат колку толку во тој период да пробаат да најдат можеби подобра работа, на некој друг начин да се изорганизираат, паралелно пробуваме и со тоа да им помогнеме, ама тоа е процес и тоа мораме сите да го запамтиме. Излегувањето од насилна врска е процес кој што може да трае 1 година, 2 години, 3 години, додека конечно не се затвори. Затоа што и самото напуштање на насилникот не значи завршување на насилството. Да. Тој после ја прогања. Да, бројките кои што статистиката со која што располагаме во последниве неколку години се така имаат прилично загрижувачки тренд. И така во периодот од 21 до 23 година бројот на кривични дела поврзани со семејно насилство станува многу висок. Биле регистрирани 1056 кривични дела. Во 2022 1117, а во 23 1082, повторно 1082 случаја. Повеќето жртви се жени, додека поголемиот дел од сторителите се мажи. Претходно малку зборувавме пред да влеземе тука, зборувавме за тоа, за оваа статистика. Може ли да се навратиме, Елена, на тоа што го зборувавме пред малку во однос на бројките? Велиме дека повеќето од жртвите се жени, додека поголемиот дел од сторителите се мажи. Која е таа статистика, која е разликата според твојата анализа со која што располагаш? Над 85% од жртвите на семејно насилство и на насилство генерално се жени, а над 93% од сторителите се мажи. Овие кои што многу често знаат и во медиумите да ги скоментираат, ама има и мажи. Апсолутно има мажи, тоа никој не го негира, и исто така на мажите жртви на насилство треба да им се обезбеди соодветна поддршка од институциите кои што се одговорни за тоа. Она што треба да го запомниме дека поголем дел од тие мажи жртви исто така се жртви на мажи сторители. Тоа се односи семејни како татко, син, дедо, внук, не знам, некогаш живеат и во проширени заедници, па може да бидат војковци, чичковци и братучеди, не знам што. Но една работа само да дополнам во однос на преходната статистика, што ја кажа и бројките од МВР, МТСП плюс, например, Министерство за труд генерално се движат околу 1500 нови случаи на годишно ниво. Сега, оваа статистика е само 2% од вкупниот број на жртви на насилство во нашата држава. И тоа го покажува истражувањето на ОПСЕ. Дека само 2% се пријавени. 2% го пријават насилството и тоа го пријавуваат најтешкиот инцидент. Значи другите Другите се остануваат непријавени, како на пример со месеци, со години трпи насилство, за во еден момент да тоа има потешки можеби последици по неа, по нејзиното здравје, и она оди тоа да го пријави во полиција и тоа е таму пресметано. Не се тоа таму се број. Не се избројани сите години претходно кога ја напаѓал, вознемирувал, дали физички, дали психички, дали сексуално. Тоа воопшто не отварам као прашање. Има уште една интересна статистика на ова што го спомна Елена. Според Светската здравствена организација, со која што ја имам исклучително добра соработка и на од повеќе области, не само од здравството, туку и од социјални и општествени аспекти, статистички вели дека еден од тројца на глобално ниво, имаме популација од 8 милиарди жители, еден од тројца, еден од три, најверојатно во текот на животот ќе доживее најмалку еден инцидент кој што е поврзан со семејно насилство. Семејно. Тоа значи дека ако го преведете тоа во македонски услови, оние скриени инциденти на семејно насилство би добиле застрашувачки размери. Зборуваме за негде околу 600 до 700
инциденти кои што би се случиле само индивидуално. Не ги збориме репетитивни, и тие спаѓаат во овие 6.000. Веројатно се тие 50.000 кои што би се извадиле од статистиката на ова што го прочитавте во однос на кривичното процесирање. Меѓутоа, колку е голема, колку е, не е само патологија, ова не е само статистички проблем. Ние генерално имаме проблем кој што на глобално ниво го засега секој трети жител на оваа планета. Тоа значи дека повеќето од жителите на оваа планета имаат психолошки проблеми со кои што не можат да се носат и не знаат како да ги менаџираат. Тоа е затоа што низ текот на времето и веројатно во историјата насилниците продуцираа насилници. Она што го каже Лена на почетокот. Тоа се патерн, шеми, кои што се учат уште од самото детство и многу е веројатно дека децата на таткото, кој што е семеен насилник, кој што има домашно насилство, машките деца ќе прераснат со текот на годините во оние кои што ќе ги повторуваат делата, затоа што се научени од таквиот тип на однесување. А за женските деца важи правилото, непишаното правило, дека најверојатно ќе бидат жртви пак на семејно заради тоа што тоа веќе го насилство. гледаат и тоа го копираат како однесување. Она што го гледате во праксата, во околината, по секојдневието, практично ви станува вообичаен начин на живот кој што треба да го практикувате. Некако подсвесно, не викам дека свесно тоа може да биде наметнато, меѓутоа подсвесно и особено, видите, детскиот мозок е како сунгер, он абсорбира знаења, абсорбира навики, обичаи и многу е лесно да го наполните до периодот од 5 години. После 5 години се поспор, значи веќе ќе добие на маса, ќе добие на количина, на течности кои што се абсорбирани, на знаења кои се абсорбирани и одеднашка знаете потешко е да внесувате во него, но внесувате. Како ги абсорбираат децата тие навики кои што се во семејството, однесување во семејството, така доаѓаме до ситуација се потешко и потешко да ги екстрахирате, да ги излечете од сунгерот кој што веќе е натопен со такво токсично однесување. Значи ни треба превенција, превенирање на сите тие Фантастично. на сите тие проблеми, меѓутоа потребна е психолошка, психијатриска поддршка. Како, кои се механизмите со кои што, окей, например, ако сакаме да работиме на децата, тоа значи дека тоа треба да го вклучиме во образованието, во процесот на едукација и во процесот на воспитување и образование на децата. Постојат два основни принципи, сега кога веќе го спомена. И ова е од здравствената сфера. Јас сум човек кој што исклучително многу сака да посветува внимание на превенцијата. Значи, јас сметам дека не треба да ги третираме болестите кои што можеме да ги превенираме. Не затоа што е скапо, туку затоа што тоа влијае и на нарушување на квалитетот на живот, комотноста, долговечноста и така натаму. Има многу работи кои што се поврзани со многу поважни аспекти на животот како процес, отколку само со финансиите. Така и во овој конкретен случај кога имате семејно насилство. Одлично што ја спомнавте превенцијата. Превенцијата може да дојде на неколку начини. Ги спомнавте децата. Видете, за да не дојде тоа до децата и за да не се развие семејното насилство во размери кои што не сакаме да ги гледаме, знаете што се случува? Тогаш би требало да го препознаете рано семејното насилство, за да не почнат да ги впиваат децата секојдневно оние работи кои што ги гледаат од своите родители. Значи многу рано треба да ги препознаете раните знаци на семејно насилство и за тоа треба да се направи едукација не само на децата, туку и на возрастните, за тоа како да биде препознаено. А во однос на тоа какви све психолошки алатки стојат на располагање, тука збориме за социјална психологија која што ги предетерминира начините на таа шема на насилство кој што треба да ги препознаете. Постојат обично 3 карактеристични симптоми кај семејниот насилник. И тоа се вика too much, too many. Не, да, значи во основа се работи за too much, too many и потоа се работи за процес на насилство. Ке имате човек кој што секогаш во почетокот ќе сака да ви се допадне, да биде блиску до вас, за да веќе чувствувате одредена заштита од неговото присуство. И потреба. И зависност. Да, зависност. И кога ќе дојдете до моментот да вие му се отворите на него, му ги давате сите алатки. И комплетната контрола. Кои што можат да ве контролираат вас низ процесот кој што следи. Значи, и не е само тоа што премногу се посветува, значи, он сака прерано
све да заврши. Ќе дојде кај жртвата и ќе каже ти си жената на мојот живот. Јас сакам да те оженам уште денес и сакам уште од денес да бидеме заедно и така натаму. Тие елементи кои ќе ги препознаете, кои ќе видите дека има too much, too soon работи во вашиот живот, треба да биде еден знак извичник и тоа со црвено напишано. Едно црвено знаменце. Да знаеш ова работа нема да ја биде. Значи до таму треба да биде работата. Ова се првите знаци кои што треба секоја жена да ги препознае кога веќе се гради една нова врска. Притвон зборувавме за тоа дека само извини. Ајде. Овдека одлично како го објасни ова Злата и но овој дел треба да ставиме фокус во едукација на девојките, средношколките, тинеџерките. Зошто? Затоа што ова па се прифаќа многу поразлично. Ме сака, ме обожава. Ја готово го значи он тој love bombing што он го прави на почетокот и ја врзува неа за себе е тактички да може да ја оддели од сите други. Да. Затоа што Тоа е следниот чекор изолација. Да, апсолутно, они ги прават после другарките, ги олабавува со гледање, значи целиот социјален круг се повлекува оно од низината социјална мрежа и се посветува на него, они се посветува апсолутно, не дека он не го прави истото, ама он го прави со цел. Да може да влече после тоа. Апсолутно. Енергија, внимание. И сега тоа треба да им се обија, за тоа треба средношколките да се и младите девојки да се едуцираат дека тој love bombing тоа не е здрава љубов. Да, love bombing прави насилник. Да. Затоа што во спротивно се ќе се оди по полека, љубовта по полека ќе се развива, ќе се гради врската, ќе се зацврснува врската и никој нема да изгуби пријатели. Она што е најстрашното, они ја повлекуваат жртвата и од семејството, она најчесто ги прекинува односите и со семејството, па тука е манипулацијата, овој што сака ти направи, оној што сака ти направи, сите се против нас, ама ние двајцата заедно против светот. Против светот и Треба да се внимава на тие црвени знаменца, меѓутоа тоа претходно сакав да го вметнам во разговорот. Многу често тој патерн на однесување може да се препознае и од претходните врски на сторителот. Значи, ако тој имал претходна врска со вакво и такво однесување, значи ние имаме веќе една шема на однесување. Добра, ама не можеме ние да очекуваме сега од девојките и од средношколките да прават детективска работа и да видат во какви врски се претходно било. Они треба да и ова не се знаменце, ова е аларм на најако. Ова однесување не е знаменце кое што треба да го подразмислиме. Треба да се испита. Тука апсолутно ова е вака, свети црвено светло, трепка не престанува да трепка. Тоа е систем, не можеш да излезеш од тоа. Зошто викам too much too soon? Не ви остава време. Да. Значи немаш ти време да размислувам сега кидам, ќе му копам по историја да видам какви ми биле претходните девојки. Не ти си љубовта на мојот живот, ние мораме ова да го завршиме брзо, мораме да бидеме заедно. Следниот чекор, како што каже Елена, идеме во изолација. И таа изолација не е само заради емотивната поддршка кон насилникот, туку е за да има и физичко оделување од останатите. Види, не е симпатично девојката која што е со него, откако ќе ја истепа да ја покаже на сите дека има модрици. И тоа има практична пример. Значи, тоа е еден комплексен систем кој што кај насилникот е како вградена програма која што точно предетерминира што и како треба да работи. И сето ова кое што го зборуваме, значи откако ќе дојде фазата нели на насилство и на се, најжално е што на крајот завршува со така наречениот меден месец. Тоа сакав да прашам. Тоа е најболната точка во процесот. Да. Значи, што се случува? Ќе се испокараат, ќе се испотепат. Девојката веќе е на граница на тоа да мисли што ли мене ми прави овој човек. Кога он ќе почне да се покајува за тоа, да смета дека ете тоа што го направила е грешка и дека никогаш повторно нема да се повтори. И она влегува повторно во филмот на ресетирање и вика, окей, он нема да го направи ова повторно. Сега сме ние во најубавата фаза, ние сме се смирени и ќе се тераме све од почеток. И кога ќе заврши тој меден месец, почнува повторно првата фаза. Со заплашување, со градење на тензии, за да дојде повторно фазата на физичко малтретирање. И тоа треба луѓето да го разберат зошто жените не заминуваат. И зошто и тие, не заминуваат. Апсолутно треба да имаме во предвид дека во тие години кога они се заедно нема само насилство. Нема само насилство, не е тоа. Овој круг се врти постојано. Апсолутно. И тука тој меден месец не трае еден ден или два. Туку може да трае месеци, 2 и 3.
Значи, кога ние зборуваме за жртва на насилство, таа не значи дека секој ден е тепана, секој ден е навредувана. Апсолутно не е така. Мислам, има и такви случаи, тоа се веќе најстрашните. Но ова што го зборуваше сега Злата, тој круг се врти во најголемиот дел од случаевите, па после во фаза на еден месец, па има подароци, па има патувања, па има шетања, па излагања. И жртвата си вика, па да, еве се смени, нема, се сменил, нема. сега И пак сега е тоа добар. втор пат, трет пат и после во одреден момент кога се случува тоа втор пат, трет пат, пети пат, она почнува да се врти кон себе и вика, ма гледаш, она е и добар, она е окей, Да, она е он има супер, он добри ме сака, страни. и сега во овие моменти сигурно јас нешто правам за он така да избувна. И таа се менува, почнува И да се она, менува. апсолутно, зашто кога зборува со другарките и со мајка и, која што исто така била жртва на насилство, да речеме, во најголем број од случаевите, они истото ќе ја прашаат, а што направи ти? И тоа колку и да е најдобронамерно поставено прашање, праќа една многу лоша порака до неа. Дека таа, Што направи ти? Дека таа треба да сноси Да. одговорност за тоа што Па, низи се особено случува. кога ќе почнат да ги даваат советите, ај слушај, пробај па види сега кој ќе дојде од работа и кој ќе го видиш малце понервозен, Пушти го, остави го. осте. И сега така, и се они ја учат неа како она да се прилагодува за на неговото однесување. И со тоа, она што треба да го запомниме, никош не го забравиме, дека со тоа му дава поголема моќ. Точно така. Поголема моќ, Да. која што Дали мукта лежи во тоа, Злата? Кога се враќаат мажите од работа, дали имаат потреба да ги остави жената на рад или не? Не верувам дека раатот е тоа кој што овие луѓе го бараат. Значи, ја не можам да зборувам од моје лично искуство. Меѓутоа, раатот не ви прави ваков невер. Ако сакате раат, тогаш не влегувате во конфликт. Точно. Значи, се затварате, тогаш сте во друга фаза, вие сте интровертен и немате што да се... Не ви интересира надворешноста. Меѓутоа, постојаното внимание кое што треба да го добијат од околината, особено од најблиското семејство, особено од жената која што живее со нив, го прави тој глад, таа потреба, да уште од вратата веќе има инцидент. За да И има за да со има што да се нешто. занимава, за да има материјал. Туку веднаш да се направи жртвата дека е виновна за тоа што се случува, за да може повторно да се влезе во филмот на доминантност, зависност од насилникот, се она кое што е важно за да се нахрани неговата нарцисоидност, која што е еден од обично главните психопатолошки елементи и ефекти кои што произлегуваат или се предуслови, извинете, за ова, за ваквиот тип на насилство. И вториот е секако тоа асоцијално расстройство на личноста кое што се јава. Тие луѓе тешко се социјални. Он не може да најде заеднички јазик со жената со која што живее, на која што и кажал дека ја сака, на која што и кажал дека Крива му е за се. дека заедно рака под рака кидат против све во животот и дека си се едни на други се. Па замислете каков ќе биде со другите луѓе кога е во прашање социјализирањето и така натаму. Затоа ќе кажам, веројатно домот во ваквите случаи кога имате семејно насилство не е место за раат, тоа е место за немир. Точно. Има и една друга перспектива од која што може да ги гледаме овие работи, а тоа е дека во суштина насилниците се луѓе кои што се, како да речем, имаат кумулирана фрустрација, они генерално имаат голема, многу ниска самодоверба, имаат потреба од постојано докажување на својата моќ, на својата машкост, на или сето тоа. И имаат акумулирана фрустрација, агресија, лутина за сето тоа што им се случувало во нивното детство. Затоа што тие деца не забораваат. Тоа се останува длабоко закопано, особено предпоставувајќи дека никогаш не добиле помош од никого. Туку они живееле со тоа насилство и со таа тензија постојано. И насилниците најчесто не се насилни секаде. Тие се насилни према жената, заради тоа што врз неа имаат моќта.
он на работа е добар Имаат колега. потреба да имаат моќта и контролата врз неа. Имаат потреба, тоа го наметнува и патриархалниот систем. Мажот ја има моќ, така и мажот е моќта. Ние кога зборуваме за родова еднакво, зборуваме за еднаква распределба на можности, не еднаква распределба, еднаков пристап до можности на мажите и жените, за да нема после тоа распределба на моќта кај едниот или кај другиот. Туку и мажите и жените да имаат еднаков пристап до можности, тоа значи еднакво образование, надминување на сите оние стереотипи што жените треба да станат, што девојчињата треба да станат и уште во градинка, мислам, мојот син на 10 години, значи до пред 6 години одел во до пред 4 години одел во градинка и таму се уште ги делеа. На машки и на женски. На машки и на женски. Во смисла машките, ајде сега машките дечиња одат да играат со коцките, девојчињата одат да играат со куглите и со мислам, колку и да е банално ова и колку и да е често зборувано, ама мора да разбереме дека тоа праќа една значајна порака на девојчињата, кон што они треба да се ориентираат. И кога се ориентирате кон негувачката улога која што е наметната на жената и очекувана од жената, таа улога најчесто ја превземаме сите, нели? А со тоа губиме и моќ од аспект на финансиска моќ. Затоа што мажите ги развиваат кариерите, кај нив се парите, кај нив е очекувано да бидат силни и моќни и они да раководат со семејството, со семејниот буџет, со тоа што ќе се прави, како ќе се прави. Таа моќ не е еднакво распределена помеѓу мажите и жените. Дополнително патриархалниот систем вика дека мажот ја поседува жената. Ние до пред 3-4 години водавме дебати и дискусии, се да не речам сега се убедувавме со институции дека силување во брак може да постои. Да. Пошто фидбекот беше како може да има маж и жена се, она има обврска. Она нема обврска да има сексуален однос со некој кого она не сака. Ако не сака ако не сака денес, не сака денес. А ги прашавте ли кај тоа пишува дека она има обврска? Па не пишува нигде, тоа е, како да речам, тоа е нормата, тоа е очекувањето. Дека жената мора да ги задоволи потребите на мажот. И тоа е патриархалниот систем на вредности. Да готви, да гледа фамилија, тоа што го зборував и претходно, дека жената сега ќе се прилагоди на неговото моментално расположение. Она се што треба да направи, она ќе направи за он да биде среќен. А он може да дојде и да нели прави што сака, она треба само да се прилагодува. И од тука со тоа што тој човек не сака да се покаже како насилник надвор од семејството. Он е добар пријател, добар колега, вреден, успешен, нели? Супер пријател, да. Да, и уште потешко е кога се јавни личности. Угледни, ќе ги речам угледни. Да, затоа што репутацијата има на ниво. Ќе треба да се наруши, па никој не сака да го пријави, полиција не сака да отиде да го уапси, неќе да му израчат привремени мерки затоа што како сега ќе му ја нарушат. Да, па дали бил доктор, дали бил банкар, дали бил не знам газда на нешто, собственик, што е он помоќен? Колку повеќе пари има? Апсолутно, толку повеќе е недопрлив. Толку повеќе е недопрлив и толку повеќе неговата жена, партнерка е во потешка ситуација затоа што не може да си отиде. Сакав да прашам, никој не застанува во низина заштита. Колку сторителите се свесни, дали се освестуваат и дали се свесни за делата кои што ги прават врз жените? Дали се освестуваат, дали некогаш се освестуваат, се покајуваат, не зборам за оне меден месец, него дали некогаш суштински размислуваат да се променат и да работат на себе за да го искоренат тој проблем што го носат. Дали се Добро што го тргна медениот месец на страна за да не правиме заблуда со тоа. Да. Затоа што таму нема реално покајување. И па тоа. Практично тоа е дел од играта, дел од кругот во кој што постојано се вртат во еден исти круг. Правено е една анализа за да се види која е разликата во психопатолошките состојби кои што се детектирани кај насилниците од аспект на домашно насилство, семејно насилство и затворениците. Дојдеме до констатација, изборувам за научна анализа која што е од Националниот институт за здравство на Соединетите Американски држави. И таму имате една статистика која што исто така застрашувачка. Многу се слични податоците
односно резултатите кои што ги добивате и од оние кои што лежат во затвор за било каков тип на насилство, и оние кои што прават домашно насилство, два се доминантни психопатолошки феномена кои што се манифестираат и кај едните кај другите. Првиот е нарцисоидност, а вториот она што го зборев претходно, асоцијално нарушување на личност. И сега тука имаме сериозен проблем, видете, фемицидот е резултат на тоа што нема разлика од серијски убиец до убиец, кој што е практично дел од кој што е семеен насилник. И исклучително е тешко да системот, како што кажавте вие претходно, луѓето кои што се влијателни, да ги стигматизираат на исти начин како убиците. И сега се поставува уште едно сериозно прашање. Зошто е тоа така? Видете, кога имате убиство, вие нема да дојдете во ситуација убиениот да ви дојде на судење да ви каже, ама знаете како, сепак да видиме, он мене во одредени моменти ме сожалуваше, не сакаше да ме убие, па после тоа беше добар со мене, ама после тоа пак нешто му беше лошо, па реши да ме убие и на крај ме уби. Так, збориме за абсурдни ситуации. Меѓутоа во семејното насилство, кога ќе дојдете до периодот на судење, знаете што се случува? И сега зборувам генерално, не зборувам само за Македонија. Значи, се случува да жртвата која што е на семејно насилство се стави во одбрана на тој што го прави тоа. Знаете, и тогаш доаѓате во ситуација као, чекајте, дали ја на жртвата и правам поголема штета со ова што ќе пресудам во нејзина корист, односно дека е семејно насилство и ќе ја тргнам од насилникот, или ја уствари треба да пресудам дека нема семејно насилство, за да можат они да продолжат со овој ненормален живот кој што го имаат и до сега. Така да е исклучително комплексна ситуацијата и независно дали сте на позиција, не сте на позиција, тоа се дополнителни отежнувачки проблеми кои што се јавуваат. Меѓутоа, генерално проблемот се шири и надвор од тоа зона на влијание која што имаат одредени видни личности. И во најголем број на случаи, најголемиот проблем се јавува кога, како што кажав, самата жртва ќе се стави во позиција на тој кој што најсилно, најгласно го брани насилникот. Тоа е психологија. Затоа е исклучително многу важно да се оди на психолошко советување и да паралелно со овие процеси жртвата добива, барем жртвата, да добива поддршка од психолог, психотерапевт, каде што ќе може да ги разговара овие работи. Ќе може да ги освести овие работи и да направи реална процена, значи да направи процена зошто ова го прави, зашто ова би го направила. Дали ова е подобро за неа, дали ова е подобро. Да може на свесно ниво да ги стави овие зборови кои што би ги кажувала на рочишта, размислувања, ставови, да може на свесно ниво да ги стави, да ги изразговара и да ги размисли, да донесе одлука која што е за неа најдобра, пошто да не забораваме дека она е конфузна. Во незината глава додека траат тие судски процеси, се случува хаос, пошто за неа не е само судскиот процес. Она има и историја и она точно знае што све претходно и се случувало. Да не зборуваме за целата манипулацијата која што ја трпела низ тие години додека го преживувала насилството и како и незината самодоверба е намалена. И нејзе во главата и се помешани работите дали ја стварно бев крива или не сум јас апсолутно за ништо крива. Она има потреба од психолошка поддршка и ние како општество, ако ништо друго треба, најмалку што може да го направиме, да направиме е да ја обезбедиме да биде бесплатна за нив. Националната мрежа има неколку центри во Македонија. Тоа се 3 центри во Скопје, Тетово и Битола, така? Да. Како функционираат и каква поддршка им даваат центрите и дали се лесно достапни за жените кои што имаат потреба да се обратат? Да, лесно се достапни, може им си има телефони, она што на почеток ќе кажеме дека не се 24/7 центри, тоа се советувалишни центри кои што работат само во работни денови од понеделник до петок, од 8 до 4. Сите функционираат низ принцип, жената може да дојде или директно во советувалиште или да се јави на број да закаже, да се слушне со социјалната работничка, да закаже средба.
Она што ние го правиме таму е токму ова. Кога доаѓа прв пат жената, прво и даваме време колку што нејзе е потребно. Не пола сат, ако е потребно 3 сати, 3 сати. Првичниот разговор каде што социјалната работничка ќе ги добие сите информации што може да ги добие нормално, што жената е спремна во прв момент да ги сподели. За да може да процени прво во колкав ризик по живот се наоѓа и дали мора итно да се делува или е некоја ситуација која што не бара итно делување. Ако мора да се делува итно, тогаш апсолутно повторно во координација со неа ја придружува, пријавува и слично. Она понатаму што го прави е ја охрабрува да почне да работи со психологот, затоа што мора таа да биде зајакната пред да го почне процесот во нашите институции, процесите на пријавување, на гонење на сторители, на сторително насилство. Во нашата држава е исклучително тежок и напорен процес и она треба да биде спремна за тоа. Ние не форсираме пријавување по секоја цена без да знаеме дека таа жена после тоа апсолутно со наша поддршка ќе го истара до крај, дека нема да ја повлече пријавата или нема да реши да се смири. Дополнително ова што го спомнав со фондот, пробуваме за оние кај кои што напуштањето на сторителот не може да се случи заради тоа што нема каде да отиде. Значи прво и тој план го правиме. Бараме стан заедно со неа, да има каде да се присели. Значи некогаш е подобро да биде постепено и побавно, а сигурно, него да ја изфорсираме и да охрабриме да веднаш пријави во институција и да за кратко време се прекина процесот, односно се повлече пријавата. Обезбедуваме бесплатна правна помош со адвокатско застапување, значи сите тие процеси и сите овие услуги што она ќе ги добие се бесплатни за неа. Одлично. Претходно го спомнавме репутацијскиот ризик, односно репутацијата на сторителот. И зборуваме за тоа дека процесите се прилично комплицирани во Македонија. Колку жените, баш заради сложеноста на процесите и репутацијата на сторителот, се откажуваат или ги пријавуваат, и баш заради овие фактори, колку ги пријавуваат или не ги пријавуваат случаите? Види Билјана, да имаме на ум дека да, угледот на сторителот и неговата репутација е една работа. Ама и таа жена има углед. И поради тоа што ние како општество ги поставуваме жените како виновни за насилството што им се случува пред да го пријави, особено ако и таа е јавна личност, дали самата по себе или како негова жена, и таа има дилеми дали да го пријави, дали да се обздани, пошто кај нас мобетите се шират за секунда. Дали да сите знаат што она преживува дома. Тоа и по незиниот углед е исто така ќе влие. Зошто? Повторно ќе се вратиме на ова друго. Затоа што веднаш јавноста ќе почне да отвара прашања што она правела за он тоа. Да го напада, дали може се швалер имала, па може многу е провокативна во своето облакање, многу е гласна во своето зборување, па не знам што. И они ќе почнат, јавноста ќе почне не за да ги бара грешките, а нема да се фокусира толку многу на него, што значи она себе си ќе се изложи. Да биде тема на муабет зошто она станала жртва на насилство. И за тоа имаме причини. Имаме многу докази. Тоа воопшто не е нешто што треба да не се зима во предвид. Имаме докази, еве ги објави од медиуми за случајно насилство. Не знам, таксист нападнал девојка додека ја возел во 4 саат по полноќ ја враќал дома. И нападнал и имало обид за силување. И ние не викаме, види го таксистов грозен монструм ово она. Ние викаме, што правила бе она у 4 саат по полноќ, па кај идела. Па секој поштено девојка во 4 саат по полноќ е дома и спие. Така, од насилството да е сосема дозволено во 4 саат по полноќ. Токму тоа, ама ние повторно, па што зборала? Па дали седнала на предново или на задново седиште? Па ако седнала на предното седиште, ја носела фустанча, автоматски она исто како да му рекла, еве повели. Ме разбира, и тоа го зимаат и жените кои што се исто така јавни личности, го зимаат тоа во предвид. Не сакаат да бидат ставени на, како се викаш оно, на крст, распнати од јавноста што они правеле и како правеле.
тоа како ние како јавност мора да го како општество мора да го прифатиме дека кога една жена ќе пријави насилство, она е жртва и ние никогаш апсолутно не го поставуваме прашањето што она направила да била жртва. Да стане да биде жртва. Треба да се истражи. Туку го казнуваме сторителот. Да. И само ако може да се надоврзам на тоа, Елена, извини. Да. Значи многу интересно ова, пошто репутацијата беше спомената. Има еден многу интересен разговор влезен во антологијата, кој што е поврзан со филозофијата на тоа, знаеш ли кој сум јас? Ако е репутацијата веќе прашање, и тоа е на средбата која што се случила помеѓу тогашниот координатор на Обединети нации Бернард Кушнер со српскиот патриарх Павле. Во таква една опуштена атмосфера, Кушнер му вика на патриархот Павле: знаеш ли ти кој сум јас? А патриархот на тоа му одговорил: јас добро знам кој си ти, но дали ти знаеш кој си ти? И ако тоа го применеме во случајот на семејно насилство, независно каква е репутацијата на насилникот, ние знаеме дека тоа е семеен насилник. И тоа треба да биде основното. А ако ние него го обележиме како семеен насилник, тогаш сите овие прашања, кои што се поставуваат примарно, ќе дојдат секундарно, бидејќи примарно и основно, оно што треба да го детектираме, да го посочиме, да го ставиме на тапет, е дека семејниот насилник, независно бил ли он доктор, бил ли јавна личност, бил ли министер или не знам што друго, пред се е семеен насилник. Ова другото, Апсолутно. Нека му стои на чест. Вие сте доктор, ти си доктор Злата, и кога веќе зборуваме дека повеќето насилници се мажи, ме интересира дали имаме некоја статистика, еве се од друга гледна точка, ако размислиме на тоа дека сите тие мажи се воспитани или се воспитани од жена. Така, сакам тука родовата еднаквост, односно родовата разлика, дали може да се направи дистинкција зошто по дефолт мажите се тие кои што се насилници, ако нив ги воспитувала или гледала, ги растела некоја жена која што имала XX ситуации и околности. Видете, не може... Таа предодреденост биолошка. Не би рекол дека е предодредена биолошки таа семејното насилство. Значи, како што каже Елена претходно, тоа се навики кои што се учат за време на постоењето на семејно насилство. Како што кажав, машките деца најверојатно ќе бидат семејни насилници ако бидат делови од семејство каде што е веќе присутно семејството насилство. Ама затоа, ако имате само жена, вие не можете да имате семејно насилство. Многу е мала веројатноста тогаш дека тоа семејно насилство на начин на кој што го гледа тоа машко дете ќе биде пренесено на следните генерации. И да се вратиме повторно на основниот проблем. Тоа не е направено од вчера, од завчера, од пред една, од пред 10 години. Кажавме 30 години наназад е истиот принцип на функционирање на семејното насилство. Значи, таквата токсична средина се создава генерација во генерација и на тој начин се продуцира, се хиперпродуцира насилството во семејството. И наместо семејството да стане извор на семејни вредности кои што ќе треба да се негуваат, ние дојдовме до статистика 1:3, секој трети да биде сведок или жртва на еден инцидент од семејно насилство на глобално ниво. Тука зборуваме за 2,3 милиарди луѓе. Замислете колку е тоа хипертрофирано, колку е тоа размножено со текот на годините за денеска да го имаме како такво. Многу е неверојатно децата кои што се растени во здрави семејства да израснат во семејни насилници или пак во жртви на семејно насилство, како во случајот на девојчињата. Таквите работи не ги гледаме. И не би рекол дека е генетиката, туку дека е патернот, шемата на учење на настани, кои што се случуваат за време на периодот кога детскиот мозок, како што кажав и претходно, како сунгер, најмногу абсорбира и кога ќе ги абсорбира, после многу тешко е да ги извади тоа. И јас само тука нешто би дополнила, односно да направиме разлика. Жената, мајката, не по дефолт го воспитува. Негувачката улога не е иста со воспитувачката. Таа се грижи, го пере, го чисти, му готви, но не значи дека го воспитува. Во семејство каде што има семејно насилство, таткото го воспитува детето апсолутно. И му става посебен фокус на машкото дете да го научи како треба да се однесува со жените.
Да. Јас, синко, ќе ти кажам како треба Син да... на татко. Да, точно како треба да се однесува со жените. Тука женското дете е само постоечко и ја следи мајката во незините чекори. Она исто така она не ја воспитува ќерката мораш да трпиш, него ќерката ја гледа уште од мала мајката дека трпи. Така. И Тоа само тука го се враќаме повторува тоа. тука се враќаме на она старо непишано правило. Што е воспитание уствари? Важи правилото дека вие не треба да ги воспитувате вашите деца, треба да се воспитувате сами себе си. Точно. Бидејќи вашите деца ќе и онака ќе израснат во ликовите кои што вие Ќе ги продуцирате. денеска ги живеете. Да. Така да они само како што кажав повторно ќе бидат оние кои што ќе направат копи-пейст на се она што ти денеска го правиш и утре ден по 10 години, по 20 години ќе си ја видиш миними копијата како во реалниот живот всушност е Билјана, Елена или Злате, онака како што ти си бил на возраст кога он можел да учи од тебе. Како ти ги воспитуваш твоите деца? Злата? Се воспитувам себе си, се вратам повторно многу битна работа. Значи се воспитувам себе си, трудејќи се на тој начин да низ мојот начин на функционирање, однесување, на нив оставам впечаток какви треба да бидат миними сите мои деца кога ќе пораснат. Да, тоа е никогаш и предизвик за нас родителите, меѓутоа тоа е и родителската работа, затоа што од моментот кога стануваме родители и ние самите себе се учиме и се надградуваме себе се за да можеме да создадеме деца кои што ќе живеат среќни и здрави во ова општество. И затоа е потребно сите ние како родители, како возрастни единки да малку се свртиме кон себе, да имаме една самосвесност и самокритичност, што правиме добро, што не правиме добро и тоа што не го правиме добро да научиме да го правиме подобро. И да побараме помош доколку имаме потреба. Ама апсолутно ни е потребна затоа што мораат луѓето едноставно во нашава земја да научат дека тоа што разговара со комшиката за проблемите не е психолошко советување. Не е решавање Значи, на проблемот. апсолутно мора да се направи затоа што тоа е толку често. Јас сум психолог, психотерапевт и на вистина ме повредува тоа. Мислам, ја многу и лично го доживувам затоа што ми е образованието тоа. Ама не може апсолутно моето 10 годишно образование да се замени со разговор со колешката Точно. и со комшиката. Тогаш се прави вентилирање. Нели само истураш, вадиш се од себе. Но комшиката не та насочува како да се свртиш, да најдеш како дошло до ова, што дошло, што можеме да направиме. Не го води разговорот соодветно едуцирана за тоа, туку вика, абе, ајде, остај го таму, немој. Значи, слушај, сега ти следниот... Јас ќе ти кажам. И ќе раскажеш што треба да направи. Кажам, да. И тоа мора да се направи клучна разлика помеѓу разговор во кој што ти споделуваш со некоја твоја блиска особа што ти се случило и како се чувствуваш, со психолошко советување и психотерапевска сеанса. Едното со другото не е поврзано. Апсолутно. И родителите, знаете, сега скоро има фидбек од една поблиска, подалечна, да речеме, не толку блиска пријателка, која што има некој проблем со децата, основно образование, и сега ја викам, дај ќе ти закажам, пошто исто така правило е дека јас, поради тоа што ја познавам, не може да работи со мене, мора да работи со некој друг. Заради тоа што си психолог, ти, психотерапевт, да. Си субјективно гледаш на работите. Да речам, и викам, дај ќе ти закажам со некој од колешкиве, ќе најдеме некоја да работиш малце на родителските вештини, пошто кога децата веќе ти прават отпор, не комуницираат со тебе, не сакаат да се гледаат со тебе, да видиме како можеш тоа да го, нели? И се затвараат, се повеќе и повеќе се затвараат во моменти кога не сме ни еден родител да се дозволи детето да му се затвори и да не му каже што се случува. Тоа се во оние пубертетски години. И ода вика, родителски вештини, какви родителски вештини, јас све знам. Да. Кој мене ќе ми каже нешто, супер родител сум јас. И сега кога со тој став, јас не сум проблемот, и јас немам што да научам повеќе. Како да кажам, тука нема прогрес и тука само работата ќе оди полошо и полошо. Добро, јас се уште слушам, не од сите, меѓутоа од некои одредени групи на родители, се уште ги слушам оние поговорки од типот на ки игра со калото и се уште некои луѓе се занимаваат со таков вид на воспитување.
Ки игра Како со беше она калото на и јакото? каишот. Како Јас сум беше? те родила, ја ке тутапам. Јас ке те роди, да. Ја се родила, ја ке тутапам. Значи, сериозли, Ама добро, не тоа можеме е тоа, така да тоа е продолжиме. Иако се служувам со тебе дека треба да бараме психолошка поддршка, јас сум секогаш за стручна поддршка и стручна помош во случај кога луѓето имаат потреба и дека секој од нас треба да работи на својата свест и самосвест, да се надградува себе си за да станува пред се подобар човек за самиот себе, понатаму за своето семејство и за околината во која што живе. Меѓутоа, од друга страна, морам да признам дека комшиките и колешките се некогаш многу добар издувен ментор за комуникација. Апсолутно, јас не го негирам тоа како нешто што е потребно, јас го користам. Да. Нормално не е дека секогаш кога сакам да разговарам се јавувам кај мојата терапевтка, апсолутно не. Се излагам со другарките и со колешките и сето тоа мора да се случува, тоа е важно. Но кога има сериозен проблем, мора да се реши затоа што еве доктората тука нека каже. Па нели кога ќе те заболи главата, едната комшика ќе рече написе бруфенче, другата написе кафетинче и од нешто ќе ти помогне, ама тебе главата кога континуирано продолжува да те боли и после секој ден пиење бруфени, не одиш пак кај комшиката, туку евентуално на доктор ќе закажеш. Ценењето и како се грижиме за нашето физичко здравје, на исто ниво треба да се грижиме и за нашето ментално здравје. Точно. И она што го спомна претходно за сторителите на насилство, они многу често, нели, ќе се сменам. Никој не се сменил сам од себе. И тоа е една порака која што јас гледам да ја потсетувам секогаш. Кога некој вика ќе се сменам, а не прави вистински чекор да направи промена, тоа е да побара стручна помош, тој тогаш човек нема да се смени. И само е прашање на време кога ќе го повтори насилството. Јас познавам и доста жени кои што наместо нивните сопрузи кои што имаат проблем со себе си, одат тие на психолози и на психијатри. Значи жените, мислам дека можеби жените одат повеќе посегнуваат по овој вид на помош отколку мажите. Да. Например, сум слушнала за повеќе случаи кога жената оди да речеме на психијатар, оди на не знам колку сесии, се препорачува да ја придружи и сопругот или партнерот како и да е, за да може да ги решаваат овие ситуации. Меѓутоа, вообичаено мажите се тие кои што некој друг сега ќе ми каже што да правам ја или не само тоа. Значи тоа си го слушнала претпоставам за во овој контекст во Македонија, така? Да. Пошто Македонија зборуваме регионално и локално. Во светот не е таква ситуацијата, да се разбира. Знаете ли зашто не е таква? И сега ќе се вратам на мојата професионалност. Значи балканскиот синдром, да се биде алфа мажјак, да се биде најак, да се биде неуништив, да се биде најздрав што е можно да се биде. Знаеш ли кој сум јас? Мене не ми може ништо ни вирус, ни бактерија, ни болест, ни хронична, ни акутна, ни било каква. И тоа го гледаме ние и во делот на здравјето. Мажите доминантно имаат хипертензија, затоа што негираат дека имаат хипертензија, покачен крвен притисок. Да. И викаат ја ќе си отидам на доктор, тогаш кога сметам дека на мене ми треба доктор, во моментов не ми треба доктор. Ова само ќе си пројде. Јас сум алфа мажјак, јас сум балканец, кај мене тоа не проаѓа луѓе, све ќе си биде окей. За разлика од жените кои што многу порано тоа го прават и за овие балкански услови, многу порано го детектираат проблемот, многу посвесно резонираат и многу побрзо ќе го решат, баш поради тоа што го поставуваат проблемот на маса. Негирањето на проблемот кој што се јавува кај алфа мажјаците, кај балканскиот синдром на мажјаци, е еден од основните проблеми кои што се провлекува и во овој случај. Значи, он нема да побара психолошка поддршка, пошто како што каже Елена, јас сум си топ луѓе, што ќе ми е мене психолошка поддршка, јас сум. Што ќе ми кажува он на мене? Ќе си отиде кај комшијата, кај пријателот, кај колегата од работа, ќе си се издиши таму тоа што треба да го каже, овој ќе му каже тереј си работа, нема никакво гајле. Во здравството уште полошо, она што го каже и Елена. Значи ќе му даде ваква таблета, онаква таблета и све останато, па после на крај пак ќе завршат кај нас со компликации, ќе треба да ги решаваме сите тие проблеми. Добро е што во делот на овој проблем, кај што е семеното насилство, не се дрзнуваат да даваат терапија и не би требало да даваат терапија, така да вие сте во една малку поповолна позиција од нас. Ние жените.
Не, мислам, вие психолозите, кога психолозите. е во прашање семеното наследство. Али дека треба поддршка и разбирање на тоа што всушност, затоа што кај нас многу се мешаат психолошкото советување со психијатриското. Значи психолозите и психотерапевтите не препишуваат терапија, не дијагностицираат расстройства. Психолозите и психотерапевтите се занимаваат со помагање на поединците да си ги решат, да полесно ги надминат предизвиците во секојдневниот живот. Ние постојано се соочуваме. Нели сега, како и доаѓаат новите времења, колку се пак ја речеме, може би банално звучи, ама сериозно е едно време каде што постојано сме под стрес. Постојано има многу работи што треба да се направат. Работат многу, нема доволно време за себе, нема доволно време за децата, за семејството. Сето тоа создава фрустрација, создава лутина. Сето тоа може да се реши, сето тоа се решава со разговор со психолог или психотерапевт, кој што при тоа нема да ти даде никаква терапија, ниту пак ќе ти постави било каква дијагноза. Тоа се проблеми и предизвици на секојдневното живење. Да не зборам за постразводно родителство. Бројот на разводи ни расте од година во година. Постразводното родителство е се попроблематично и попроблематично, пошто исклучително ретки се ситуациите каде што двајцата седнале свесни и емоционално зрели индивидуи решиле готово, еве нас веќе повеќе не ни оди и ќе се обично е едниот од партнерите тој што го бара разводот и сака да се разведе, другиот не сака. И тоа постразводно, колку и да бракот после 5 или 6 месеци се разведе на хартија и во суд, емоционалниот развод се случува ако не се работи со психолог или психотерапевт, емоционалниот развод може да се случи за 3 години, може и за 5 години да трае едниот партнер да го држи и да. Сакам да кажам дека за сите овие ситуации е потребно советување. Ние за тоа постоиме, инаку немало да измислат оваа професија и немало да постои оваа професија со години. Дали имате за крај некаква порака за јавноста на оваа тема? Нешто што пропуштивме да го кажеме, а сакате да го изјавите? Јас би се навратил на самиот почеток на емисијата и би кажал дека ова е пред се колективен проблем. И се додека ние си ја вртиме главата на страна и велиме дека тоа не е моја работа, не ме интересира, нека си го решат тоа нивниот проблем, тоа е во нивното семејство е затворен круг, забораваме на феноменот на концентрични кругови. Од тоа семејство има деца, кои што подоцна, ако се машки, или рековме, ќе бидат семејни насилници, постои голема веројатност за тоа, или постои девојчиња кои што ќе бидат семено злоставувани. И на тој начин, тој еден круг на семејство почнува концентрично да се шири. И денеска сме доведени во ситуација да имаме таква хиперпродукција на насилници на глобално ниво, што ако сите продолжиме да ја вртиме главата, со односот кој што неколку пати го споменав во овој разговор, 1:3, може да доведеме до 1:1. И ова е крајниот аларм, ова е веќе црвеното знаменце, дека мора сите да се ангажираме за да не ги осудуваме жртвите, да ги осудиме насилниците, да им помогнеме на жртвите, за да ги спречиме концентричните кругови да се движат надвор, затоа што во еден момент, во барата во која што сме сите, тој концентричен круг ќе стигне и до мене. На моето дете, на моето внуче, на моето правнуче и така натаму. И после тоа нема да може нити да се контролира, нити да се превенира, нити да се Мислам дека ова е принципот на тоа. Ставот мене не ме интересира, тоа не е моја работа. Сега ќе го преиначиме во интерес. Ај гледате го својот интерес. Немојте некој што е концентричен круг, кој што се шири од семеното насилство во еден круг, во вториот, во третиот, во четвртиот, во петиот, во шестиот круг да дојде до вас. И ако го гледате тој интерес, не ја вртете главата следниот пат, помогнете и на жртвата и осудете го насилникот. Да, во интерес на сите и на целокупното општество е сите да бидеме засегнати и да ги третираме овие ситуации и состојби. Затоа што се
насилството е општествен проблем. Не е мој личен, не е индивидуален, не е семен, е општествен проблем. И мораме да го разбереме тоа, да го прифатиме и да направиме се што можеме да направиме. Она што е во рамки на нашите можности. Кој што кажав и претходно, колку и да тоа можеби е мало во еден момент, или нас ни личи дека е беззначајно. На неа не е толку беззначајно, особено кога од 10 или 15 луѓе или 5 нека се, ќе добие мала помош, тоа за неа значи многу. Мораме да ги поддржиме жртвите и да ги осудиме насилниците. Тоа е единствениот начин како ќе ставиме крај на насилството, ама да го правиме тоа и со зборови, но и со дела. Затоа што за 16 дена активизам ќе видите сите ќе си стават таму некој знакче на профилна слика или не знам што, колку се против насилство врз жени и се. И апсолутно они длабоко во себе можеби се не длабоко и поплитко. Они генерално се против насилство. Но ајде да видиме секој од нас од позицијата на која што се наоѓаме, од ресурсите со кои што располагаме, како можеме да помогнеме на една жртва. И таа жртва не секогаш е модра и не секогаш изгледа како што ние си замислуваме во глави или гледаме по филмовите дека изгледа. Многу често изгледа совршено и апсолутно. И никогаш нема ни да помислите дека е жртва, но ќе има однесување кој што ќе го покаже тоа. Така да се едуцираме како се препознава насилството и да ги охрабриме да ни се доверат и да побараат помош, а ние да бидеме тука да направиме тоа што можеме да го направиме за нив. Апсолутно не можеме да им го смениме животот. Јас и организацијата моја не можеме да го смениме животот. Многу фактори се но можеме да бидеме поддршката која што ја е потребна во еден момент. Во еден период од нејзиниот живот можеме да бидеме таа поддршка која што да не е потребна. Одлично, благодарам. Со тоа сакам и да го завршам овој подкаст, односно да ве поддржиме, да бидете храбри и да се изјасните за она кое што ве засегнува и доколку имате предизвик кој што е поврзан со семејно насилство, да се обратите во центрите на националната мрежа, кои што се наоѓаат во Скопје, во Тетово и во Битола. И за крај само ќе ја цитирам високата комесарка за човекови права на Обединетите нации Мишел Башеле и поранешна председателка на Чиле, која што изјавува дека насилството врз жените во сите своји форми представува кршење на човековите права. Тоа не е нешто што било која култура, религија или традиција го пропагира. Затоа со оваа мисла ќе ве оставам до следниот подкаст и ќе продолжиме да зборуваме на темите поврзани со родовата еднаквост. Фала Злате што беше гостин во овој подкаст. Фала Елена за твојата стручна поддршка и за комплетната иницијација за оваа кампања. Задоволство ми е. Фала на сите. Поздрав.